Мирка Гинова. Рекиот воен суд ќе го каже последниот збор. Народот ќе го каже последниот збор. Јас сум раководителка на НОВ. Народно-ослободителниот фронт не е воена организација, туку политичко-демократска за равноправност на македонскиот и грчкиот народ во рамките на еден демократски режим во Грција. Ние се бориме за слобода и демократија за сите. Грција капитулира во април 1941 година. Кралската влада пребегна во Каиро, а генералите што ја подпишаа капитулацијата формираа Квислиншка влада. Во такви услови, Комунистичката партија, заедно со другите демократски сили во земјата, го формира Народно-ослободителниот фронт ЕАМ и вооружените сили ЕЛАС за борба против окупаторот и домашните помагачи. Македонците од Егејска Македонија стануваат најмасовниот дел и на ЕАМ и на ЕЛАС, надевајќи се дека ќе доживеат национално и социјално ослободување. Со предавничкиот акт во Варкиза 1945 година изневерени се надежите и на грчкиот и на македонскиот народ. Реакцијата, која за цело време на војната делуваше од странство, помогната од англиската војска и искористувајќи го неединството и колебливоста на раководството на Комунистичката партија на Грција, односно на ЕАМ и ЕЛАС, повторно целата земја ја претвора во крвава сцена. Таа војна, позната како граѓанска војна во Грција, најтешка беше за македонското население, подложено на погроми и масовен терор. Токму затоа, тие и први се организираат и го земаат оружјето в раце. Меѓу првите ја среќаваме и Ирини Гини, позната како Мирка Гинова. Сушност, нејзиното вистинско име е и нејзиното партизанско име. Мирка е неуморна во омасовувањето на македонското ослободително движење. Со македонскиот збор ги запалуваше срцата на младите активистки. Организациите НОВ, АФЖ и НОМС во средината на 1945 година, како и во 1946, стануваат важен фактор и речиси единствена надеж во остварувањето на националните идеали. Се разбира, во една братска и демократска заедница со грчкиот народ. Кога Мирка Гинова и нејзините соборци се возандани во Годен, НОВ е третиран како автономистичка организација, не само од фашистичката власт, туку и од голем број раководители на Комунистичката партија на Грција. Ти си Ирини Гини. Јас сум Мирка Гинова. Ти си Ирини Гини. Јас сум Мирка Гинова. Мирка Гинова е родена на почетокот на 1916 година во село Росилово. Таткото, Коста Гинов, земјоделец и трговец, умира во 1963 во Битола, а мајката, Јордана Гинова, умира во 1918 кога Мирка имала само 2 години. Вани Гинов, поголемиот брат на Мирка, член на Младинскиот антифашистички фронт, загинува во борбите против германскиот окупатор. Никола Гинов, помалиот брат на Мирка, офицер на Демократската армија на Грција, загинува во 1948 година во борбите на Вичо. Султана Гинова, сестра од вториот брак на Коста Гинов, борец на НОВ, тешко ранета во борбите кај Почеп, близу шумите кај што е фатена Мирка. Сега живее и работи во Скопје.
Ташко Гинов е најмладиот брат, роден 1940-та, а сега живее и работи во Битола. Јас кај имам 3 девојки и учо првата кога ми се роди девојка, така имав голема желба, значи и самата уште у болницата, одма му го оставив името Мирка, да се вика. За да се сеќавам на нејното име, до секогаш кога сум жива. Мирка се школуваше во Катраница, Воден, во Лерин посетува домаќинско училиште, а во Костур ја завршува учителската школа. Меѓутоа, долги години за неа нема работа, само поради тоа што е македонка. Кусото учителствување во маџирското село Кутугери завршува со Метаксесовата диктатура. Германската окупација ја затекнува како учителка во селото Волкојаново и веднаш стапува во редовите на Елас. Мирка стана најпламената активистка меѓу жените. Распамтувајќи го борбениот жар кај младите, таа никогаш не заборава да го потенцира македонското име. Во 1942 станува член на Реонскиот комитет на ЕПОН. На 2 август 1944 година зема учество во акцијата на Мухаремхан, кога е крената во воздух германската композиција, натоварена со оружје и муниција. Меѓутоа, таа не го предаде оружјето во 1945 година по предавството на Варкиза, туку пристапи кон вооружените одреди што ја продолжија борбата. Дојде гуши во Русилво и го бараше Коста Гинов. И дојде кај нас, го најде татко ми и вика така бе Коста, да не ме разбере некој, вика ти. Така страшно е, да ме фатат милицијата. И сакам едно сега, шо имате нешто филми работи, дајте ми за Мирка, или да дојте вие и Султана да земеш и да се видите, со Мирка сака да дојте да се видат. Тамо, у Крунцелво ќе дојде. И ние кога отидиме тамо у Крунцелво тој ден, трнавме со татко ми и отидиме тамо у Крунцелво. Ви казав дека се сретнавме тамо у кујќата на Дето Марко. И тамо го најдовме Оча Јанов и како викнавме Мирка. И седевме еден ден, ручевме, сторивме, убаво си разговаравме, си казавме доста убави зборови. И од тамо, кога дојде време, дојде еден курир и вика така и така. Научивме демека, дознавме дека ќе излезат грци, ќе прават епихириси. Ќе претресуват по планините демека. И сега што ќе правиме, ајде побрго да ве испратиме, да си оите, да не случајно вас стретнат или... Она сакаше, имаше желба да ме држи мене тамо, сестра ми. Арно ме речучо така моментално да ме ќе прават епихириси на целото кој макчила, грците вика, поарно да се вратите со татко ми заедно, да се оите. И она дојде така од селото долу, така по... На нивјата, тамо доле, кај нивјата од Крунцелво доле, дојде тамо, си застанаме на едно место така, за да се поздравиме. И татко ми почна, значи да му раскажува, Ирино, Керко, што ќе правиме, вика, ако та фатат и то стрелат, веле, еви, грците, веле, милиони пари дават, вика, само и само за да та фатат, вика. И почна да плаче, јас се погледнавме така трите еден со друг во очите и почнавме трите да плачеме. Сестра ми не се секира, вика, тате, не се секира. И она се развесели така, се насмена и почна да ме гушки. Организациите НОВ, АФЖ и НОМС во средината на 1945 стануваат важен фактор во остварувањето на националните идеали,
и токму поради тоа ја предизвикуваат реакцијата на монархофашистите. На 6. јули 1946 година во шумата меѓу селата Кронцелово, Почип и Волкојаново е фатена Мирка Гинова, а со неа и Ѓорги Проевски, Петре Поп-Димитров Дирекот, Ристо Стојанов, Димитар Љумбов, Томо Михајлов, Ѓорѓи Мистакиди, Хрисула Мистакиди, медицинската сестра Ирини. Заробените беа однесени во манастирот во село Волкојаново и подложени на првите испитувања, со кундаци, со тупаници, со корнење на коси, со кинење на алиштата. Кога ќе ги споредуваат по улиците на Воден, граѓаните да видат какви парталковци се дрзнале да се кренат против кралот и редот на земјата. И покрај тоа што облеката е искината, лицето окрвавено и потечено, и покрај тоа што е влечена за коси, удирана со клоци, Мирка, гордо и со високо крената глава чекори по улиците на Воден. Храбро и гордо се држат и другите. Граѓаните на Воден сите се на улица. Дојдени се не да се насладуваат на свирепата представа, туку да ја видат прославената илегалка Мирка Гинова и да ја испратат на низиното последно патување. Војската и жандармеријата од Воден во јули 1946 година во занданата на градот ја имаа македонката Мирка Гинова и неколку борци и раководители на НОВ. Ирини Гини, Јас сум Мирка Гинова. рекиот воен суд ќе го каже последниот збор. Народот ќе го каже последниот збор. Јас сум раководителка на НОВ. Народно-ослободителниот фронт не е воена организација, туку политичко-демократска за рамноправност на македонскиот и грчкиот народ во рамките на еден демократски режим во Грција. Ние се бориме за слобода и демократија за сите. По повеќе деноночни сослушувања и малтретирања, заробените партизани се спроведени во Енидже Вардар, каде што беа изведени пред воениот суд. Процесот се одржа во најголема тајност, ама вистината не може да се покрие ни со молкот на времето. Мирка Гинова стана легенда уште додека не беше убиена. Сите се држеа храбро. Оние што не можеа да го убијат зборот во нивните усти, пресудија да бидат убиени нивните срца. На смрт со стрелање беа осудени Мирка Гинова, Ѓорѓи Проев, Петре Поп-Димитров, Ристо Стојанов, Димитар Лимбов, Томо Михајлов и Ѓорѓис Мистакидис, додека Хрисула Мистакидис и медицинската сестра Ирини беа осудени на повеќе годишна робија. Пред вратата на зората, близу свежиот извор со музика на платаните, една девојка минува со својот казнен одред. Таа не е принцеза, ниту ружа што утре ќе расцвета. Здраво бледа покосена трево. Јас не дојдов тука да шетам. Дојдов да бидам стрелана. За она што се случило во раните зори на 26. јули 1946 година, дознавме од писмото на еден анонимен свидетел, испратено до Коста Гинов, таткото на Мирка Гинова.
Господине Коста, може би ќе се чудите на писмово што во моментов го држите в рацеот и не знаете од каде доаѓа и кој ви го испреќа. Ама ништо, се ќе разберете штом ќе го прочитате. Вие сте татко и знам дека тоа што ќе ви го соопштам многу ќе ве наскрби. Но за жал, не можам поинаку да постапам, ова што ви пишувам го чувствувам за свет долг. Имам и јас родители и брајче што ме милуваат, како што ги милувам и јас. И затоа, чувствувајќи ја вашата болка, ви пишувам. За жал, од 6 часот денеска, Ирина престана да живее. Ви честитам за керката што сте ја родиле. Ја пресретна смртта со насмевка на устните и со песна. Сите присутни останавме неми. Кон 5:30 се доближив и ја прашав дали сака нешто да им напише на своите родители. Таа ме погледна спокојно и ми рече: ако милувате, напишете му на татко ми дека умирам за нешто во кое наполно верувам, како честна, а не како нечестна. Умирам за поарен живот на другите, а не за мојот. Беше чудесна, мажествена, ниту пред смртта не покажа малодушност. Исто така и другите 6 мина, но најмногу таа. Не ви ги пишувам овие зборови за да ја пофалам вашата ќерка, туку ја изложувам самата вистина како што ја видов. Во часот кога ќе изгре и ќе ме повика сонцето, јас ќе бидам во длабок молк и свртена на тилот ќе ја носам твојата златна слама место шапка. Војниците добро ни шанеа во срцето. Таа прва ги стрелаше со своите крупни очи и со јак глас ја поздрави татковината и го извика своето име за да го спаси од заборав. Ти си Ирини Гини. Јас сум Мирка Гинова. Ти си Ирини Гини. Јас сум Мирка Гинова. Во часот кога ќе изгре и ќе ме повика сонцето, јас ќе бидам во длабок молк и свртена на тилот ќе ја носам твојата златна слама место шапка. Заспала во Почепските планини, во Почепските планини, тамо долу во ливади, во Почепските планини. Ирина ја погребаа во Енџевардарските гробишта. Иако некогаш мајката посака да ја посети таму, ќе праша и ќе го покажат гробот на хероината. Ве поздравувам јас, еден војник, кој случајно присуствуваше на овој жалосен чин, а не можев да не ви ги пренесам последните зборови на вашата ќерка Ирина, инаку на сите позната како Мирка.